Најголемиот успех во историјата на балканските карате првенства за Македонија се случи викендов. Емил Павлов стана балкански првак во својата категорија до 60 килограми. Македонската репрезентација и во машка конкуренција за борби и во женска конкуренција за кати стана екипен балкански шампион. Вкупно 11 медали се најдоа во рацете на нашите каратисти. Павлов својата доминација ја докажа на сите одиграни дуели. Репрезентативците на Турција и Србија, Фуркан Коркмас и Милош Џаковиќ си заминаа со резултатот 5:0. Над хрватскиот представник Марко Рукавина славеше со 3:1, а полуфиналниот меч против Црнагора го доби со изјаснување на судиите. Во полуфиналето со доста добро одправач од Црна Гора, каде што борбата заврши 1:1, но јас освоив прв поен, така што предноста беше на моја страна и го победив полуфиналето и во големото финале успеав да го победам од првачот Косово со 3:2, така што се закитив со златниот медал од ова балканско првенство, што е моје трето злато на едни балкански првенства. Павлов беше дел и од борбите на кумите тимот на Македонија. И после финалната борба имав и меч во екипниот дел, каде што заедно со карате тимот на Македонија го освоивме високото прво место и што ми е посебно драго и ете од ова првенство се вратив со 2 златни одличија. Машкиот кумите тим, од кој дел беше и капитенот Жарко Арсовски, стигна до финалето со победите над Србија и Хрватска со по 3:0, а во финалето доминираше над репрезентацијата на Босна и Херцеговина со 3:2. Доста задоволен од мојот настап во екипна конкуренција и нормално од настапот на моите другари од репрезентацијата, морам така да кажам. Ги ставам сите на моје ниво. Добро се покажа, се бореа најлавовски до сега, значи сум бил во екипа со многу други другари, морам да кажам дека ова е врвот на македонското екипно карате. Ова беше само едно, како да кажам, еден тест пред Европското првенство во Нови Сад, кој што не очекува. Голема заслуга за историскиот успех на македонската репрезентација секако има и селекторот Сашко Арсовски. Нашиот селектор, мојот брат Сашко, кој што исто така доста не мотивираше во овој дел и беше доста емотивно поврзан за овој емотивен настап и на крајот нели ја остваривме целта, го освоивме на високото место над големите Хрватска, Србија, Босна. Тоа се, морам да кажам, светски и европски медалисти, сепак овој пат се на подолен пиедестал. Женскиот ката тим славеше на Турција со 5:0 за во финалето да ја совлада репрезентацијата на Црнагора со 4:1. Освен Павлов во поединечна конкуренција, балкански шампиони се и македонските репрезентативци Берат Јакупи до 84 килограми, Мурсел Мисини до 75 килограми и Симона Заборска. Вероника Костовска до 61 килограми сребрена, исто како и Драгана Манговска. Со бронзи во Македонија се враќаат Горан Николовски, Наташа Стефановска и Азис Исмаил. Како што вели капитенот, подготовките за Европското првенство се веќе во тек. Подготовките одат во полна пареја, подготовките започна веќе одамна. Ова е само еден тест да видиме до каде ни е формата. Сега продолжуваме и до крајот на годината нема застој и во летниот период нема застој и затоа се надеваме и на големи резултати. Во меѓувреме се чекори и патот до летните олимписки игри. Ова е еден почеток за оној циклус за Олимпијадата во Токио. Со освеното второ место во Дубај, можам да кажам, тоа ми даде една голема самодовера дека ќе можам да се најдам на Олимпијадата. Јас си понатаму ќе продолжам да тренирам ако трпам, ќе дадам се од себе за да се најдам на Олимпијадата во Токио, но патот ќе биде доста тежок, но јас сум уверен во себе дека можам да се најдам на една Олимпијада. Првиот следен предизвик за нашите каратисти е Нови Сад. Дека Жарко и Емил се спремни да постигнат високи резултати таму е неспорно. Преостанува тие да го покажат своето заедно со останатите репрезентативци кои со медалите во Истанбул обезбедија пласман на Европското првенство 2018.